Здраво на сите и добре дојдовте во првата епизода од подкастот Теракота. Теракота или она по што е познат градот Виница, токму местото од каде што доаѓаме и каде што растеме. Теракотата или теракотните икони се археолошки пронајдоци од Виничко кале, автентични и символ на градот Виница и по тоа сме познати ширум целиот свет. Да искористам приликата и да кажам дека годинава Музеј Теракота Виница слави 40 години од пронаоѓањето на тие археолошки пронајдоци од Виничко кале. Инаку да се представам, во првата епизода, нели, јас сум Ивана Гошева, имам скоро 19 години, доаѓам како ученик матурант од Средното општинско училиште Ванчо Прке Виница, активист во општеството, хумана колку можам и љубител на уметноста, особено на актерството. Во студиото со мене се моите другари, на кои што исто така ќе им дадам прилика да се представат. Повелете. Здраво сите, јас сум Олег Георгиевски, учам во основно одделение во подрачното основно училиште Сачо Снеменски во село Градец Виница и сум член на младинската организација во село Градец. Здраво на сите, јас сум Ерика Тасевска, од 8 одделение, учам во подрачното училиште Славчо Стоименски село Градец и членувам во младинската организација. Здраво на сите, јас сум Ана Тодорова, ученик во Основното општинско училиште Гоце Делчев Виница и сум 8 одделение. Здраво и од мене, јас сум Ана Арсова, исто ученик матурант во Виничката гимназија Ванчо Прке, активист, волонтер, љубител на уметноста. Така ви благодарам. Инаку еве држам неколку теракотни икони, тоест ова е Винеам, најпознатата теракотна икона во Виница, лозова пенушка. И тоа, сега да поминеме нели на самата епизода од подкастот. Истата епизода го носи насловот Гласови на иднината и таа тематика ќе ја обработуваме во денешната епизода. Па да преминам на првото прашање. Зошто треба да се слушне гласот на децата во локалното планирање? Учеството на децата и младите во донесувањето одлуки, креирањето политики е клучно за општеството, затоа што при самото донесување важни политики и одлуки за општеството потребно анализирање на различни гледишта и перспективи, особено некои кои не се толку слушнати, а и така се засегнати. Затоа што децата и помладите, освен што имаат различни гледни точки, во пракса се докажало дека се и поиновативни во креирањето решение. Освен тоа, децата имаат таа потреба во себе да бидат слушнати како во домот од родителите, на улица, во училиште, така и во општеството имаат таа потреба нивниот глас да биде слушнат, нивните желби и потреби да бидат уважени. Дефинитивно и разбрани. Исто така гласот на секој човек треба да се слушне, па така и на децата. Но децата имаат поинаков вид на работите што возрастните го забораваат. Па ако не послушат, можеби ќе донесат побави одлуки. А исто така сме сведоци на брзиот развој технологијата, кој ние децата го следиме тој тренд и може полезно се справиме за подобро место живење со разни проекти. Бидејќи на крајот крајава светото само на нас децата. Така и самата технологија не води, па треба и ние подобро да научиме како да одиме со неја, особено со неја и да се справуваме со неја. Да. Децата се една од главните работки во општеството, кои покрај со својот собствен глас може да допринесат некои одлуки и да дадат некои предлози. Сведоци сме на се по-големо иселување на наши соученици поради неповолните услови, а сепак сме свесни дека и децата се иднината на општеството. Причината за иселување се условите. А од друга страна и тоа што возрастните не ги сваќаат нашите барања сериозно, затоа што не сметаат за многу мали и нашите барања за нив се несериозни. Многу често се случува, нели, кога ние младите сме активно вклучени во нешто, дали тоа би било некој проект или некоја невладина организација, па сакаме да направиме нешто или пример имаме некоја замислена цел која сакаме да оствариме и да стигнеме до неа, ќе наидеме на некоја пречка и во најголем дел од случаевите таа пречка ќе биде некој возрастен кој ќе ни каже дека тоа е некоја баналност или во тој момент тоа не е нешто многу битно на кое што треба да трошиме време. И всушност тука доаѓа до разочарување на нас, не само до непостигнатата цел, туку и до разочарување и тука лежи можеби најголем проблем.
Да преминеме едно второто прашање, кое гласи кои права ги имаат децата и како можат да ги застапуваат. Тука исто така сакам да напоменам дека ние сме свесни дека имаме свои права и свои обврски кои што треба да ги почитуваме и да одиме по нив. Меѓутоа, истите не треба да се само озаконети на хартија, туку навистина да се применуваат во пракса и да напоменам дека и возрастните имаат обврска да ги сослушуваат децата и нивниот глас да го сметаат за важен и да ги разбираат нивните потреби. Ние си ги знаеме нашите права, но не секој пат може да ги оствари. Затоа не биде така, луѓето кои работат во државните институции и училиштата треба да не сваќаат дека со нашето искуство како што сме деца, понатаму ќе влијаеме на целата држава. За да сме свесни, треба да си ги знаеме нашите права, а треба да ги има и потребите, но тука ние сме заглавени. Јас како председател на оделението имам право и обврска да ги бранам интересите на моите соученици, доколку тоа не можеме да го решиме сами, тоа го правиме преку ученичкиот парламент. Исто така и јас сум председател на оделението, а и член на ученичкиот парламент како заменик правобранител. Ученичкиот парламент работи на основ преку тајно гласање секоја година се избира председател, заменик председател, исто така правобранител на детските права и заменик правобранител. Ученичкиот парламент дава предлози за некои активности кои може да се организираат, како што се хуманитарни акции и некои други активности за подобар раст и развој на децата. А како е во реалност? Например, дали сте побарале да ви се оствари нешто, некој недостаток во училиштето или нешто кое што сметате дека е важно за вас? Ние со стручната служба на училиштето и со директорот имаме аплицирано за спортска сала која ни е потребна, особено во зимните периоди кога надвор е ладно и часовите по физичко не може да се одржуваат како што се одржуваат во летните периоди, бидејќи ни е потребна спортска сала и исто така и за подобар раст и развој на децата. Така, каде ги одржувате часовите по физичко, кога, пример, во зимните услови? Во зимните услови најчесто ги одржуваме часовите по физичко во училишниот хол или кога не е толку многу ладно времето ги одржуваме надвор во училишниот двор, а исто така имаме и терени за кошарка и за фудбал. Така, значи преку потребна е таа спортска сала. Да. Дали некој има од вас да сподели позитивни искуства со спортската сала? Предпоставам дека во Основното училиште Славчо Стоименски имате да споделите позитивно искуство со. Ние имаме позитивно искуство и како училиште сме вклучени во програмата Мировно образование. Дислоцирана е депонијата во Лески. Тоа е во основните училишта, а како е во средните? Во средното училиште имаме младинска организација со саган од ученици, која е се задолжена за некои наставни активности, проекти, кои учениците сами ги се ги инициираат. Исто така, Госполно мировното образование, присутно и во нашето училиште, која веќе е така одговорна за тие права со сите проекти поврзани со детските права во нашето училиште, составено од тим на професори и ученици и со заработка на меѓаше. Меѓутоа, училишните заедници не се секогаш доволни кога зборуваме за ваква тема, затоа што не сите права почнуваат и завршуваат во училиштето. За повеќето од правата се одговорни некои повисоки чинители на локално и државно ниво. Убаво би било кога би имале младинска организација на локално ниво, каде што би можеле да членуваме ние младите. Да сме вклучени. Да, и од различни училишта и заедници да бидеме вклучени за да постои тоа вмрежување, затоа што како што кажав, не се почнува и завршува само по училишниот двор. Ние како општина немаме таква организација, нешто што го имаме локалниот младински совет, кој според закон треба да постои во секоја општина. Не сум сигурна дали веќе постои во сите општини. Ето во нашето постојат од пред една година, меѓутоа се уште не сме биле ние како млади сведоци на некоја нивна иницијатива, не сме изслушнале нивните заложби,
не сме ги виделе на терен. Значи го има, ама како да го нема. Барем тоа е нашиот впечаток на нас младите, затоа што сепак тој младински совет е за нас младите. Да, бидејќи ние сме корисници од сето тоа нешто и доколку би добро функционира, би биле сведоци на истиот. Аз сметам дека треба да функционира добро кога веќе постои, бидејќи би била одлична прилика за да се вклучат основните училишта, средните во самата општина, исто така подрачните училишта и така кога сите младинци и деца би се вмрежале, од тука би се родиле многу идеи. И тоа би било многу подобро. Да преминеме на третото прашање, како најпозитивно како да дадеме некој предлог решение, како децата може да влијаат на промените во своите заедници. Младите можат да влијаат на промените преку младинска организација формирани на ниво на местни заедници. Така пред околу година време се формираше една ваква организација која што таму членуваат деца од средно и основно образование. За какви проекти станува збор? Ние можеме многу да постигнеме, но за се потребни средства па и пари. Ние како во младинската организација имавме неколку проекти кои немавме ништо слух од општинските власти. Затоа ние преку разни настани моравме да собираме пари сами. Но инаку ние имаме направено многу настани, како што се фудбалски турнири, новогодишни базари, активности, еколошки активности и други. Исто така да се надобразам на Олег, ние во нашето училиште организираме исто така великденски и новогодишни базари, и даваме предлози за хуманитарни акции, за еколошки акции, исто така сме и дел од нив и активно учествуваме. Кога сме веќе кај хуманитарниот карактер, да ја спомнаме општинската организација на Црвен крст Виница, во која сум долгогодишен волонтер, исто како тебе, Ивана, и е организација општинска, на општинска ниво, каде може да членуваат сите деца и млади заинтересирани, кои сакаат да направат промена во општеството, сакаат да направат промена на кај поединци и најбитно сакаат да направат промена кај себе, затоа што Црвен крст освен тие хумани акции, хуманитарни кои ги правиме, преку нив и преку сите останати акции за едукација, дружба, прва помош, исто така, правиме некои суштински, коренски промени во општеството. Така, сведоци сме на тоа дека деца од по наша возраст, значи 14-15 години, буквално од ништо прават нешто, од ништо градат куќа, од ништо ранат толку многу стотици луѓе и навистина прават големи промени кои што треба да бидат уважени и треба да бидат слушнати од родителите, од возрастните и од сите и да бидат разбрани и уважени. И затоа сметам дека, пак да се надоврзам од тоа прескане што кажавме дека младински совет постојано не е доволно, не функционира добро. Да би функционирал добро, би имало и младинска канцеларија и тоа би било место каде што би си седеле, не само на дружби, би се споделували идеите кои што младите ги размислуваат, што младите прават. Исто така таму би можел да доаѓа градоначалникот, да ги посетува, да доаѓаат, добро може градоначалникот да доаѓа, нели? Да доаѓаат професори, наставници, самите родители можат да доаѓаат и да се разговарат со децата и младинците, децата да разменуваат идеи, да кажуваат што направиле и како придонесуваат за заедницата и така тие би се чувствувале многу поуважено. Да, исто така да ја искористам приликата кога веќе ги спомнам младинците 14-15 години кои градат куќи, да искористам приликата како овогодинешен ПХВ дисеминатор, да ја спомнам и самата ЦК ПХВ програма, која буквално доказа се тоа што ти го кажа, каде што сме сведоци на деца кои градат буквално 14, 15, 16 години градат куќи, хранат луѓе, лекуваат деца и чудо прават и во општеството, и во заедницата и буквално го менуваат општеството. Не знам, мислам дека светот, односно нашата држава и
нашето општество се уште не е свесно за тоа. Иако програмата веќе постои 30 години, се направени неверојатни промени. Значи, кај нас во државата е тешко да обстои нешто толку многу години, а овој проект обстојува 30 години. Што испуштив да кажам е дека едно од клучните цели на програмата, освен помош на најрелевантните социјални групи, промена кај младинците, за тоа што ако сакаме да направиме промена, треба самите ние да се промениме. Велиме дека промениме секојдневно. Да, велиме дека младинците и децата се промена во општеството. И ние преку оваа програма правиме промената, се извинувам, кај ние го минуваме нивното секојдневие, нивниот поглед на светот, ги студираме со реалноста и со општеството и ги способуваме на некој начин за промени во општеството. Многу пати во оваа програма сме биле сведоци како деца работат во возрастните. Така е, затоа е многу убаво и добро што толку многу, барем ние се знаме за во нашата општина, дека многу голем број деца и младици се вклучени токму во таа општинска организација на Црвен крст Виница. Добро, уште една битна работа е секој дека треба од нас да се чувствува безбедно во местото во кое што живее и тоа е многу повеќе работа на надлежните, значи тие треба да бидат побудни во однос на тоа. Како вие се чувствувате во местото во кое што живеете? Дали се чувствувате безбедно? Да. Не е дека е многу средина некој. Добро, како мала заедница, релативно сме безбедни, да бидеме искрени, меѓутоа има некои не се баш светлица кои не попречуваат и секако има недостатоци и не ни дозволуваат да се чувствуваме доволно безбедно. Например, еден од некои од клучните проблеми се тоа што немаме доволно паркинг места, со тоа барем во централните подрачја на градот, сите тротоари се заземени, немаме простор за пешачење, ниту ние децата, ниту возрастните. Не сите делови од градот се осветлени, не сите села се осветлени на тоа време, градскиот парк, најчестите шеталишта не се осветлени. Ева во моето мало, значи едва едно сјалите свети, така да едва се од до дома, сум фарма, едва се одев до дома, сега малку подобро. Добро, дали имате да додадете уште некој недостаток што вам ви пречи? Да, исто имаме проблем со сообраќајот и немаме доволно пешачки премини, семафори, исто така се уништуваат и сообраќајни знаци, а исто така имаме проблем со алкохол, бидејќи се точи на деца, на малолетни деца. Исто така проблем се и уличните кучиња кои ги има насекаде и се бара од општината, барем ако може да се соберат тие кучиња и да се третираат во стационари, бидејќи не сме безбедни поради тоа што ги има насекаде и пред училиштата и не се чувствуваме безбедно така ние децата да излеземе на улица. Да, и така би можеле многу побезбедно да се движиме из општината. И веќе сме при крај на денешнова епизода од овој подкаст. Сакам да кажам дека ние како младинци, штом сме веќе седнати тука и размислуваме, значи веќе сме на првиот чекор кон промена, така да со само до тоа испраќаме алармираме за една подобра иднина и за едно подобро утре. Не дека сега не е добро, меѓутоа секогаш може да биде подобро, а ние ветуваме дека ќе правиме се што можеме за да бидеме учесници во таа промена. Исто така да се заблагодарам на поканата да учествуваме во овој подкаст и да бидеме учесници во овој проект. Ви благодарам.